Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И денеска ќе се погрижиме да доставиме корисни информации во однос на проблемите со вашето здравје. Месецот ноември беше посветен како месец на машкото здравје. Меѓутоа, нели нормално треба мажите да се грижат секој ден за своето здравје. Ние можеби малку подоцна, но сепак ќе го одбележиме денот на машкото здравје и грижата за нивното здравје, се со цел нели повеќе да ги информираме за да ако почувствуваат некои проблеми навреме побараат лекарска помош. За оваа тема денеска одговорена докторка е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и ни доаѓа од поликлиниката Промедика Медикал Центар. Се надевам дека се тоа што ќе го говориме ќе биде од ваша корист. Знаете, контактна емисија сме, доколку имате некои прашања да поставите во однос на проблемите, еве по конкретно станува денеска за машкиот пол, слободно може да ни искомуницирате и да се приклучите во нашиот разговор. Доктор Маја, за прв пат во ваш термин во новата сезона, драго ми е што денес си овде со нас. Добар ден до гледачите. Благодарам што ме покани, Виолета, па мислам дека има интересна тема, иако помина ноември, да, меѓутоа не е на одмет да проговорим. Месецот на машкото здравје, секогаш е актуелна и станува се поактуелна тема. Така. Секогаш кога се говори за машкото здравје, некако годините наназад многу помалку мажите беа свесни за да нели се исконтролираат, како што ние жените одиме на гинеколог барем еднаш или два пати годишно, некако мажите тоа не го практикуваат. Има ли некоја промена, се случуваат ли тие промени на подигање на свеста, бидејќи знам дека нели и вие го работите овој домен, чувствувате ли некако зголемена заинтересираност со страна на мажите да дојдат и да си го проверат своето здравје? Точно е тоа. Мажите многу поретко доаѓаат и многу бавно и многу полека се менува свеста. Јас сум среќна што почнате да се менува свеста кај помладата популација од мажи. Инаку бројките колку често одат мажите кажуваат, статистиката си ги кажува тие елементи. Само една половина од мажите, ако ги прашате, биле воопшто на доктор минатата година. За било што? За било што? За било што, за било каква промена. Една половина, значи, само 50% од луѓето, машката популација оди воопшто на доктор во текот на годината или минатата година да биле. Потоа, исто многу мали бројки се тоа колку мажите мислат на своето здравје. Полесно име, 3/4 од мажите сметаат дека полесно ќе поминат на доктор ако одат кога е итно кога е нешто, во брза помош или во ургентен центар. Друга половина па мислат дека не е во ред сега, он може сам да се снајде, он ќе му помине и така. Значи има тука многу мала популација на од машката популација, од мажите кои реално и редовно се следат на доктор. Зошто е тоа така? Зошто е кај нив свесноста помала? Што мислите вие? Според она што до сега го имате како перцепција за нив? Кај не само во нашата култура, и во другите и пошироко, и пошироко, и на запад и на исток секаде постои едно верување дека мажите ако појдат на доктор и мажите сами за себе кажуваат, се чувствуваат дека се помалку мажествени. Ако јас одам на доктор и признам дека имам некаков проблем или побарам помош, јас не сум маж. Барањето помош, одењето на доктор, воопшто да се има некаков проблем, означува дека јас сум слаб, немоќен, нешто ми фали, не можам да се справам со проблемот, ми треба помош и кај одреден дел од машката популација постои и срамот. Така да тоа се генералните работи зошто мажите не се јавуваат. Тие верувања, тоа се верувања кои потекнуваат уште од многу рано. Значи, уште во семејствата, родителите, значи, ги учат децата маж си, машко си, порасни, не треба да плачеш. И во тој смисол. И на тој начин се предава идејата дека машкото не треба да плаче.
машкото треба да биде постојано силно. И тоа потоа се надградува во училиштето. Во училиштата, во спортските клубови, им се кажува на машките деца, порасни, биди цврст, маш си, а не тука да ми плачеш сега ти и нешто. И на тој начин се формира тоа верување дека јас сум маш и ништо ми нема, јас сум мажествен, можам сам да се справам со сите проблеми. Така, не може ништо мене да ми се случи така натаму. Колку во денешно време имаат еве и жените, и девојките, мајките влијание врз подигање на свеста, нели да им посочат дека на вистина треба да појдат да си го проверат своето машко здравје во однос еве посебно после 40-та година како што се посочува во односи на простатата и во односи на нели тестисите, проблемите, знаеме дека постои и карцином на простата, се појавува и карцином на тестиси, па колку тие имаат влијание кога еве кај вас ќе дојде пациент кога ќе посочи демек ми мајката ме натера или девојката или сопругата и така натаму. Да, тоа е многу интересно и тоа е факт. Дека жените се главни. Жените имаат најголемо влијание, жените во смисол на жена, брачен другар, партнерка, девојка или мајка, се тие што најчесто ги убедуваат мажите, машките да се јават на доктори, да одат да се прегледаат за проблемот што го имаат или воопшто да се контролираат. Така да од една страна зборуваме за машко здравје, а излегува дека жените се поодговорни. Така да машкото здравје стана уствари сега женско прашање. Како они да го натераат партнерот, мажот или синот да се јави на доктор. И на тоа треба уствари и да се работи делумно. Затоа што ние како женските жени нели можеме да влијаеме и да се грижиме за здравјето на нашите машки партнери или деца, синови. Бидејќи здравјето на мажот влијае на целото семејство. Така е. Не е само маж како маж, тој има околина и семејство во кое живее и неговото здравје секако дека има реперкусија и на здравјето и на целото семејство. Така. И сега кога станува збор за машкото здравје, се повеќе актуелно е нели оној проблем со простатата. Нели секогаш се потенцира. Тоа е една од како да кажам, од битните работи кои што треба една машка личност да направи, да провери простатата. Во последно време се поактуелно е нели појавувањето на карцином на простата. Како стојат работите кај нас и да ни ги кажете кои се тие симптоми кои што се специфични за простатата? Најчесто кога зборуваме за мажите, особено мажите во постарата возраст или средна возраст да кажеме, проблеми како главен проблем се јавуваат проблемите со мокрењето. И тие проблеми со мокрењето се всушност тие што ги тераат мажите да побараат помош, да прашаат, да дојдат на лекар. Најчесто се тоа промени во млазот на мокрењето, во актот на мокрењето. Мокрењето станува, например, почесто преку ден, чувство на нелагодност, односно притисок во долниот стомак, во долниот дел од стомакот, каде што се наоѓа бешиката, чувство на неиспразнестост на бешиката, на мочниот меур, потоа се јавува испрекинат млаз, или пак терминално капење кога ќе заврши млазот, чувство дека мора 15 минути, 20 минути после мокрењето, уште еднаш да оди во тоалет и да се домокри. Потоа често се јавува и ноќното мокрење, тоа никтурија што го кажуваме, значи исто оди со ова како симптом на таа зголемена простата. Бидејќи зголемената простата се јавува најчесто кај мажите над 40-та година. Значи не мора кај сите мажи да се јави. Меѓутоа промените веќе почнуваат на 40-та година и тие промени се должат на промената на хормоните. Кај мажите најглавен е тестостеронот. Простатата е жлезден орган кој во големина и форма како костен, кој се наоѓа под мочниот меур. И низ простатата поминува дел од мочниот канал, од уретрата. И кога настануваат овие промени, може да настане стеснување на тој канал, особено кога тој канал излегува на тоа место, кога тој излегува од мочниот меур. И
тегобите и симптомите што ги чувствуваат мажите се поради тие уствари промени, разраснување. Тоа се вика бенигна простатична хиперплазија или скратено може да го најдеме како БПХ. Тоа значи тоа, дека простатата почнала да се зголемува. И тоа го гледаме кај некој сите мажи, морам да кажам, некој кај одредена група на мажи. Зошто тоа кај некој се јавува или не се јавува, нема се уште точен одговор. Меѓутоа, овие промени што се јавуваат, сами по себе не исчезнуваат. Тие може само да прогредираат со возраста. За среќа денес има лекарства кои помагаат да се ублажат симптомите. Значи, да не се јавуваат толку често, да му се помогне да се доизмокри до крај, да се намали таа честота на мокрење, тоа станување често ноќе, да се посетува тоалетот. Значи, постојат такви можности. Не мора веднаш да се мисли само не нож. И не мора сите случаи нити па одат на операција и за намалување на простатата. Сега се во мода последниве години, има голем напредок во тоа со лазерските интервенции што се прават за намалување на простатата. Меѓутоа, бенигното зголемување на простатата не е исто што и карциномот. Така да ти го спомна, нели, карциномот како многу често се јавува. И точно е тоа дека има еден благ раст на појава на карциноми, кои се уште не знаеме и не е точно, едни доктори викаат едно, други друго, нели, испитувања. Дело тоа се должи на детекцијата, значи пораната детекција и воопшто детекцијата на карциноми. Дека не секоја бенигна простатична хиперплазија е карцином, нити пак секое зголемување таа бенигно на простатата ќе се претвори во карцином. Може да остане цел живот така, а карциномот да се јави како посебно заболување, како посебна состојба. Може да не биде бенигно зголемување на простатата да се појави карцином? Точно да, тоа е дека не секогаш симптомите кои ги има, кои ќе се јават, симптомите и знаците, мора да значат дека е или хипербенигно или е малигно. Значи треба дополнителни исследувања за да се открие за каква состојба реално се работи. А дали значи дека симптомите се исти? Точно така, да. Симптомите и на карциномот на простата може да оди долго време и без симптоми. И симптомите кои ќе се јават да бидат исто така безазлени на некој начин, бенигни по природа како што е кај бенигното зголемување на простатата. И затоа е важно како што потенцираме да се... и затоа е важно за сите мажи да прават редовни контроли. Тоа значи над 40-та година сите мажи треба да направат еднаш годишно контрола на простатата. Што подразбира тоа? Тоа подразбира ехо преглед и дигитално ректално туше. Значи тие две методи кои се безболни и кои може да се повторуваат. Постои за простатата како диагностички тест, постои еден тест кој е простатичен специфичен антиген. Тоа е ПСА скратеницата и тој го испитуваме за како показател дали се работи за некогаш за бенигна или за малигна. Меѓутоа, и покачен тој простатичен специфичен антиген, тој може да биде покачен и во други состојби, не мора да секогаш зборува за карцином. Така да многу пациенти кога ќе го прочитаат дека е покачен тој ПСА, кога ќе го видат, тој е тест кој се испитува од крвта, ги фаќа паника и мислат веднаш на најлошото. Значи има состојби како што се некогаш кај бенигната простатична хиперплазија, некогаш со возраста се зголемува, некогаш се зголемува кај воспалителните промени на простатата како што е простатитот. Значи не секогаш тој мора да е знак да сега сигурно тоа е карцином. Не, туку може да само не наведе да направиме дополнителни исследувања и за да дојдеме до вистинската диагноза. Покрај дигиталното ректално туше, покрај ултрасонографскиот преглед на простатата, значи во тие случаи кога сме
постои дилема дали е или не е, или за да докажеме дека навистина постои карцином, се прави и биопсија на простата. Кога со игла се влегува и се земаат од неколку дела различни делови на простатата, примероци кои потоа патохистолошки се испитуваат за да ако се работи за карцином, да знаеме со што да се третира. Затоа што различни типови има различни третман. Така. Ајде вака први да кажеме за бенигното зголемување на простатата. Кога веќе ќе се диагностицира дека постои ваков проблем, што се презема? Кога некогаш постојат бенигно зголемување на простатата, без да пациентот воопшто знае дека има зголемена простата. И тогаш состојбата само се следи. Така. Значи пациентот нема никакви симптоми и не мора да се даваат никакви лекарства, независно дали се оние на природна основа, затоа што постојат и таква можност, или се хемиски супстанции. Така. И во тој момент ние правиме договор со пациентот, значи во заеднички разговор, дали може и дали мора да се примаат лекарства, ако нема пациентот, можеме да го оставиме и подолго време да биде и да го следиме без терапија. Кога ќе се јават симптомите, тогаш да ординираме терапија. Во другите случаи, кога постојат симптоми, има мака, човекот станува ноќе по неколку пати, има сон кој испрекинат, му прави проблем преку ден, на секој 15 минути, половина час да иде во тоалет, се чувствува нелагодно затоа што не му е доиспразната бешиката. Тогаш се почнува веднаш со терапија. И секако состојбата се следи. Дали понатаму тој тип на лекарства нели ќе му помогнат или нема да помогнат. И следењето може да биде на 6 месеци до 12 месеци, во зависност од тоа на симптомите, како делуваат. Така. Можно е со таа терапија потоа да се нели врати простатата во нормална големина или како? Тоа тешко третманот како оди? Да, тоа тешко. Значи не може да се. Има хормонална терапија, која бидејќи главен причинител за зголемувањето е тестостеронот и промените што се јавуваат кај мажите во тој машки нели период после 40-та година, така да има хормонална терапија за која се смета дека има влијание на зголеменото простата, да може да се намали, односно да се спречи на нејзино натамошно зголемување. Меѓутоа, тоа е хормонална терапија за која секако мораме да кажеме дека има и своји несакани ефекти. Така да многу дискутабилно кога ќе ја дадеме, кога нема да ја ординираме. Добро се проценува дали да се ординира. Што се однесува до ПСА, сега тестот што го спомнав, значи тој простатичен специфичен антиген, тој регуларно треба да почне да се испитува после 50-та година, еднаш годишно кај сите мажи. Но ако во семејството прво колено, значи брат, татко, дедо, вујко, чичко, во најблиското семејство постои некој кој веќе имал карцином на простата, особено во помладата возраст, тогаш со тестирање за ПСА треба да се почне од 45-та година. Значи порано. Порано, да. Како и за се впрочем што се потенцира кога станува збор за генетските наследното на болестите. Кога говориме за проблемите со простатата, кажавме обично се специфични за после 40-та година. Од вашата пракса дали се јавува и кај помладите мажи? Кога зборуваме за машкото здравје кај младата популација, значи во однос на простатата кај нив не наоѓаме бенигно зголемување на простатата. Такво нешто, значи, дури после 40-та година се јавува. Меѓутоа, кај помладата популација се наоѓа една состојба која е од воспалителен карактер и тоа е простатитис. Тоа е акутна состојба, акутен простатитис, кој најчесто е поврзан со некаква инфекција, но и не мора да биде поврзан со инфекција. Кај постарата популација може да постои акутен простатитис и да биде причина за покачување на тој ПСА тестот што го правиме. А кај младите се јавува, значи, тој акутен простатитис најчесто е поврзан со транссексуалните инфекции
или пак може и од друга причина да се јави. Но, кај младата популација, машкото здравје обично е насочено и прегледите се насочуваат на тестисите. Така. Тестисите се наоѓаат во скротумите, тие се во како во форма на јајце и таква конзистенција имаат, како јајце без лушпа. И проблемите што се јавуваат кај младата популација, кај младата машка популација, всушност се проблеми кои ги засегаат и ги зафаќаат тестисите. Најчесто на доктор се јавуваат кога нешто ќе приметат како топче, како чворче, или едниот тестис ми е поголем, другиот ми е помал. Најчесто станува збор за бенигна промена, иако мал дел од тие бенигни промени што ги гледаме може да станат потоа и да се развијат во нешто малигно, односно карцином на тестис. Затоа што за разлика од карциномот на простата, кој е доста чест, еден на 6 мажи може да има после 60-та година да се јави карциномот. Карциномот на тестисите е еден од најретките карциноми што се јавува и има многу добра прогноза. Но да почнеме поред. Прво да кажеме за овие бенигни промени што се јавуваат. Најчеста причина поради која доаѓаат е на доктор е тоа чворче што ќе го напипаат. Кога напипуваат такво чворче, најчесто се работи за една од трите состојби. Или е варикоцела, или е хидроцела, или е циста на епидидимот. Така. Под поимот варикоцела се подразбираат проширени венички. Венички имаме сегде во телото. Имаме артерии, тоа се крвни садови кои ја носат крвта, или до органот, и вените ја враќаат крвта назад. Околу тестисите има мрежа на венички. И кога постои слабост на тој венски систем, вените внатре имаат клапи, за да може да ја буткаат крвта само во еден правец, да не заостанува крвта, туку да се враќа назад. И кога постои слабост на таа венска система, може крвта да заостанува. Тоа е исто како што заостанува крвта во нозете, во вените на нозете. И најчесто дојдат и се жалат на болка, нелагодност, влечење, чувство дека имаат тег доле меѓу нозете и се открива дека всушност имаат проширени венички. Тоа е бенигна состојба. Но зошто се важни веничките? Веничките се важни бидејќи тука заостанува крвта. Кога заостанува таа крв во вените, таа прави да е потопло околу самиот тестис. А во самиот тестис се наоѓаат сперматозоидите. И всушност затоа тестисите се наоѓаат надвор од телото. Не се во телото. Бидејќи таа топлина на тестисите им лошо влијае на всушност сперматозоидите што се во нив. И затоа може да се најде да имаме лош спермограм кај мажите, бидејќи варикоцелата денес е еден од водечките причини за неплодност кај мажите. Да, и затоа треба да се проверува. Кои се причините што се јавува варикоцелата? Причината е таа дека тие клапи, крвта. Меѓутоа што доведува до тоа? Слабост на тие клапи, што доведува до... Тоа е пак индивидуално? Да, тоа е индивидуално. Со тоа што се потенцира кога се дигаат тежини, кога се оди бодибилдинг, големи тежини. Значи, имаме ние луѓе што цел живот вежбаат, а никогаш не направиле, немаат варикоцела. Меѓутоа, кај тие, и затоа прашуваме и во генетиката, во фамилијата, ако постојат такви варикозни вени, проширени вени, многу веројатно да некој од фамилијата наследи тоа. Иако е тоа машкото, може да се јават тие варикозни вени. Затоа и они најчесто тоа го кажуваат. Дигав тежини и одеднаш почувствував болка. И која не поминува. А кога лежат и кога се одмараат, болка немаат. И потоа тоа како се третира? Има повеќе стадиуми на таа варикоцела и може да се заштити, има
се обучуваат, нели, како да се грижат за своето здравје машките, и многу ретко во одредени состојби, кога спермограмот е лош или е напредната варикоцела, напреден стадиум на варикоцела, кога треба хирушки да се интервенира и таа веничка да се подврзе. Меѓутоа, тоа не значи дека после може слободно пак да вежба, затоа што секогаш постои опасност ако се јават истите нели предиспонирачки фактори, што е предизвикало повторно да се јави проблем со варикоцелата. Значи, главно таа варикоцела е заради неплодноста кај мажите. Значи, тука мора многу да се внимава што ќе се прави, да. И еден од причините, главните причини за неплодност, што се јавува, да. Меѓутоа, бидејќи мажите поретко нели одат на доктор, не сака да одат на доктор, они се големите мажи, и потоа имаме бракови, многу бракови, каде што жените одат на сите можни гинеколози и на сите можни прегледи, а мажот воопшто нити направил спермограм, нити направил ехо преглед да се види за варикоцела. Да, обично секогаш се потенцира дека и тоа е веќе до средината, така и мажите почесто поретко се проверува. И тоа е. Втората состојба која се јавува исто е хидроцела. Сега, ова беше варикоцела, затоа што имаме проширени венички, значи варикозни вени, а хидроцела е кога околу тестисите, значи, постои зголемена количина на течност. Ако постои мала количина на течност, таа се јавува и кај бебиња. И веднаш се оперира. Кога бебенцето ќе се јави, роди, нели, и кога ќе се примети дека има хидроцела, веднаш се оперира. Во постарата возраст, зборуваме најчесто се тоа млади момчиња кои спортуваат, се јавува хидроцела, односно тој вишок на течност околу тестисите, кога при повреди, при удари, при некој како остаток од некоја инфекција. И таа исто така се следи, не мора да се оперира додека не стане голема хидроцела или да прави проблем при седење и при одење, меѓутоа тоа се многу ретки случаи на вистина. И кога станува збор за карциномот на тестисите? Карциномот на тестисите. На која возраст вака е поспецифично да се појави? За разлика од карциномот на простатата, што рековме се јавува над 60-та година најчесто, и ако се правени се биопсии на простата, гледани се кај на обдукција, на пациенти на обдукција, на 80 години возрастен маж, веќе 30% од мажите имаат карциногени клетки во простатата. Така да тоа е нешто, и таа бавно иде. Значи, колку е постар мажот, прогресијата, односно на самиот карцином иде многу побавно. А кога станува збор за карциномот на тестисите, тој се јавува кај младата машка популација на некоја возраст од 16-17 години до кај 36-7 години. Многу малку се наоѓа кај млади мажи, релативно млади мажи над 40 или 50 година. Углавно зборуваме за болест која е во младата машка популација од некои 16-17 до 37-38 години. Таму е значи најголемиот пул на овие. На овие проблеми. Да, на појавата на карцином на тестисот. Најчесто е еден тестис, не тестисите, него секогаш е на еден тестис. Да. И ако рано се открие, ако рано се детектира, постои потполно излекување. Значи, зошто е важно да се проверува? Зошто е важна таа само проверка машките деца да се ја прават дома? И зошто е важно да се направи барем еднаш годишно и ехо преглед? Бидејќи кога ќе се јават симптоми, може да е веќе доцна и веќе да се имаат појавено метастази. А ако се открие во рана фаза, тоа е комплетно излечив. Дали со операција, дали операција и хемотерапија, меѓутоа во секој случај останува едниот тестис, машкото не ја губи својата маженственост, плодноста останува, затоа што ако треба хемотерапија, најчесто пред тоа се замрзнуваат сперматозоидите, така да многу е важно да се фати на време. Бидејќи карциномот се јавува без некоја посебни симптоми.
има нешто топче кое е како зрно грашок, кое нити боли, нити нешто прави проблеми и си стои тамо додека не почне да расте, додека не почне да се јавуваат болки, тежина и тоа. Па пак не знаеме дека за сигурност да кажеме, додека не направиме ехо преглед, не можеме да знаеме дали станува збор за обична циста на епидидимот или пак за карцином на тестис. Така да единствено нешто што останува е редовната контрола. Така. Кога станува збор, еве го спомнавме месецот ноември, дека нели беше како месец посветен на машкото здравје. Имавте ли кај вас повеќе посетеност од страна на машкиот пол? Тоа варира од година до година. Така. Во минатите години секако дека со тие кампањите за машкото здравје и се направи некако притисок, да кажам, нели маркетиншки, да повеќе мажи дојдат на преглед, повеќе мажи дојдат на контрола или на прв преглед, превентивен преглед. Меѓутоа последниве 2 години со корона инфекциите како што фати, некако тој прилив на машки не ги видов многу. Искрено кажано. Тие што се постојани пациенти или клиенти, да. Од лани некако и тие викат, ништо не ми е, ќе идем другата година, сега е корона и онака не морам да идам, ништо не ми е, да. И тоа се пролонгира до следниот момент. Нешто најново што прочитав во однос на оние кои што имаат прележано корона, дека пост-ковид нели имаат малку се покажува дисфункција на еректилноста. Да. Имате ли сознание околу? Јас сум прочитала тоа, сега јас лично немам такво искуство со моите пациенти, меѓутоа сега не ви се не ми се пожалиле за такво нешто и после короната јас не видов дека нешто посебно кај мажите во однос на машкото здравје. Нели читавме за Ама како што кажавме, нели мажите се малку да. Многу помалку. Помалку се грижат, па можеби Па тоа помалку и помош ќе побараат. Не помалку, тоа сигурно дека помалку ќе побараат помош. Затоа што и тие што доаѓа, ви кажувам, сега си најдоа, сега си најдоа оправдување. Сега е корона, сега не идам, ќе идам до година. Ништо ми нема, исто беше минатиот пат, беше се окей, сега зашо зашто воопшто да одам на контрола. А всушност за сите овие работи како што ги напоменавме, тоа многу има, како што ние жените нели сме почнале уште од рана возраст, што се вели, да посетуваме гинеколог, да направиме еден пап тест, нели едно ехо и така натаму, се она што следува кај еден преглед на гинеколог, така и мажите треба да, впрочем, да имаат некоја навика, барем еднаш во годината и нели не мора да имаат никакви симптоми за да поидат, како што кажавте, да проверат и здравјето на простатата и помладите здравјето на тестисите, се со цел да не се соочат со некои проблеми за кои што досега вие говоревте. Да се вели подобро да нели превентивно да се делува отколку потоа да се лекува. Кај мажите постои еден друг проблем исто, тоа е што кога ќе дојдат на доктор не се ни потполно искрени добар дел од нив. Секогаш се плашат дека можеби, поготово кога станува збор за животните навики, дали за пушењето, дали за алкохолот, дали за тежината, станува збор дека ќе бидат скарани нели од докторот и многу често не се потполно искрени и за многу проблеми кои би можеле можеби да се решат, они не сакаат да зборуваат едноставно. И дел од овие проблеми што ги набројав не мора да бидат она баш до коска да дојдат за да сега морам да реагирам и сега да одам. Бидејќи има некои состојби кога зборувавме за емисијава, мислам дека треба да ги спомнам некои состојби кои секако дека мора и не мора е лошо звучи можеби, не треба мажот да појде на доктор. Секогаш кога ќе се појави крв во урина или сперма. Добро. Значи тоа е алармантно и секој човек ќе се уплаши, без разлика жена или маж, ако види крв во урината ќе го фати страв.
појава на крв во сперма или урина мора да се провери, мора да се појде на доктор. Може да е ништо, може да е сосема безазлено, меѓутоа мора да се внимава и да се мисли и на други состојби кои ќе се јават, кои подобро е да се детектираат и диагностицираат во пораните фази отколку подоцна. Тоа е едното. Второ, кога ќе се напипа топче, односно чворче на тестисите. Може да е најбезазлена состојба, како што кажав, значи може да е циста на епидидимот, затоа не кажав, ќе кажам сега за циста на епидидимот, може да е варикоцела најчесто, може да е хидроцела, меѓутоа може да биде и карцином на тестис. Што е тоа епидидимална циста? Значи, на самиот тестис постои една како капа, каде што поминуваат сперматичните канали. И тука споминуваат сперматичните канали кои носат спермата и тој дел се вика епидидим. Многу често се јавува да некој од тие мали каналчиња, там има мноштво од каналчиња, се запуши и се направи цистичка, како циста на... Сега дека што имаме канал низ кој поминува течност, може да се запуши и да се направи циста. Таа циста, тоа е бенигна промена. Таа е полна со сперма и се вика сперматоцела, негде ќе се прочита. Може да бидат многу мали, милиметар 2, може да бидат поголеми и до сантим или поголеми од сантим. Кога се многу малечки, кога се под 1 сантим, пациентите не можат сами да ја напипаат, затоа што таа е многу внатре и не ја чувствуваат. Поголемите цисти може да се напипаат, така да некогаш кога ќе се напипа чворче, може да биде и таква цистичка. И тие работи, значи, мора да тие работи како што се крв во урината или спермата, појава на цистичка мора да не цистичка него чворче, нели, што ќе се напипа, мора веднаш да се појде на доктор. Исто така има состојби како што е болка која трае долго време. Болка која трае долго време и не поминува и многу често кога се појавува таква болка која долго трае, а не е многу силна, ние сите сме склони да ја прифатиме и некако да почнеме да живееме со нејзин. Не ни пречи многу, тука е, ја чувствуваме, ама не е нешто алармантно. Бидејќи има состојба кога исто така мора да треба да се јави веднаш. Болка на тестисите или во долниот дел? Да, болка во целиот тој долен дел, тој перинеумот, болка во тестиси, болка доле која е како тежина, како нелагодност. Има уште една состојба која бара ургентност и итност, тоа е торзио. Тоа е торзио на тестис. Таа се јавува најчесто кај младите машки деца, најчесто после лошо или во текот на спиење ќе се превитка тестисот, или после удар, игри некои детски, така. Тогаш мора веднаш да се реагира. Бидејќи тестисот на тој начин при таа торзија останува без крв. Нема доводна крв и може да дојде до изумирање на тоа тестикуларно ткиво. Затоа треба веднаш да се реагира тогаш. Значи, еве да заокружиме како за крај, за сите овие симптоми кои што ги наведовте, алармантно, нели, мора веќе да се јават подхитно на лекар лицата од машкиот пол, како што кажавме, секој еден, еве нека биде над 35-та година, веќе мора да си појде на еден преглед, ништо да нема никакви симптоми за оние за кои што говоревме, чисто превентивно да си ги провери и тестисите и простатата за да знаат дека се е во ред. Би било добро за да кажеме дека добро се грижи за своето здравје. Па да, тука тоа ти го начинот тој проблем и со женското здравје, значи како се воведе тој систем за жените да одат на гинеколог, да се прави пап тест, независно нели дали имаш тегоби или немаш тегоби и така. Има сега земји во кои се размислува каде што и грижата за машкото здравје ќе се стави во некакви законски норми, како што
е со колоноскопијата во некои земји исто Така, над 50 година да се практикува, така да сега има исто дебати каде што се смета дека добро би било да се води сметка и за машкото здравје и тоа да се стави под заштита, односно под контрола, да не бидат мажите оставени занемарени на некој начин, нели, и да бидат оставени на своја волја дали ќе се јават на лекар или нема да се јават. И одеднаш се јавуваат после проблеми да треба операција, што се тоа можело да се спречи да не биде така. Меѓутоа тоа многу поскапо ја чини државата. Тоа се значи боледувања, тоа се оперативни денови, хоспитални денови, во секој случај и за самиот пациент и за оние кои што и за семејството, за самиот болен, за семејството и за целата држава ако гледаме пошироко. Така да овие превентивни прегледи и грижата за сопственото здравје, значи е нешто што е наједноставно ако ја гледаме пошироката и најефтино. Така, да. Се надевам дека сето ова што го кажавме беше од корист во однос на машкиот пол да го слушне и да знае кога треба подхитно да се реагира, а и да некако ја подигнеме свеста пак да почнат и тие превентивно да си го одржуваат и да си го проверуваат нивното машко здравје со цел да не дојде до вакви проблеми за кои што говоревме. Доктор Маја, драго ми е што денес еве бевте тука дел од ваш термин. Се надевам еве повторно ќе дојдете да проговориме пак за онаа област за која што исто сте стручни, а тоа е областа нефрологијата, околу бубрезите, околу уринарните инфекции и така натаму, за кои што многу пати сме говориле и не е на одмет секогаш да проговориме пак. Ви благодарам за денес. Благодарам Виолета, благодарам на гледачите. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодариме за вниманието, за сите оние кои што не следат, ако сакаат нели да се исконсултираат со доктор Маја Милованчева Поповска, веќе од утре ќе може да го добијат нели бројот од доктор Маја, да се сретнат и да поразговараат со неа. Уште повеќе што кажавме дека мажите се тие кои што многу помалку сакаат да говорат за нивното здравје, но не е на одмет нели да си го проверуваат почесто и нели за да бидат сигурни дека се е во ред. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.